Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Киси Менада. Во нив ќе гледате. Во последните 24 часа не се регистрирани нови заболени лица од COVID-19 во Тетовско. Кризниот штаб во Гостивари на денешниот состанок го повтори барањето за скратување на полицискиот час. Џамиите отворени, препораките генерално се почитуваат. 10 нови случаи на COVID-19 во земјава во изминатото деноноќие. Министерот за здравство Венко Филипче информираше и за предлог планот за намалување на мерките кој ќе се одвива во неколку фази. Утврдени се 10 нови случаи позитивни на вирусот COVID-19 од направени вкупно 198 тестови, информираше на денешната пресконференција министерот за здравство Венко Филипче. Тој соопшти дека оздравени се 5 пациенти, а 1 починал. Потврдени се 10 нови случаи на пациенти во Скопје 6, во Куманово 2 пациенти и во Прилеп и во Велес по 1 новодиагностициран пациент. На инфективната клиника за жал имаме 1 починат пациент, тој е пациент од Делчево на 60 годишна возраст со други придружни малигни болести. Филипче информираше и за предлог планот за намалување на мерките кој ќе се одвива во неколку фази. Тој рече дека состојбата во земјава е оценета како стабилна. Основната индикација дали епидемијата под контрола е репродуктивниот број R0, кој што треба да е помал од 1, а кај нас подолг временски период е помеѓу 0,6 и 0,9, што значи дека еден пациент заразува помалку од еден друг пациент во просек. Вториот параметар, здравствениот систем и можноста на системот да се справи со ова. Ние подолг временски период практично имаме капацитети во болниците кои што се слободни, мал број на пациенти кои што се на респираторна машина. Вкупната искористеност на креветите предвидени иницијално за ова намена во ниеден момент не беше исполнет. Вкупната бројка на диагностицирани пациенти со COVID-19 во земјава од почетокот на епидемијата изнесува 1674. Бројката на оздравени пациенти е 1205, на починати е 92, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 377. По зголемената бројка на евидентирани случаи со COVID-19, која заклучно со вчерашниот ден во Тетовско изнесуваше 20, денеска во овој регион нема ниту едно лице позитивно на COVID-19. Од кризниот штаб на општина Тетово се надеваат дека ваквиот тренд ќе продолжи, а тоа ќе значи брзо олеснување на мерките кои ги предложи Комисијата за заразни болести. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи смета дека наскоро ќе се укини забраната за организиран превоз, која единствено важи за Тетовскиот регион. Но сакам да го подвлечам фактот дека таа мерка, значи може да се укине само по барање, значи на комисијата, државната комисија за болести. Така да додека не се створени условите, сигурно и тие нема да предложат намалување или либерализација на таа мерка. Но апсолутно, имајќи го предвид фактот дека во државата имаме тренд на намалување на бројот на инфицирани, секако дека со време и ние како регион ќе станеме дел од тој тренд, брзо ќе се размисли и за либерализација на таа мерка. Граѓаните пак со поделени мислења во однос на олабавување на мерките. Па би требало да продолжи барем уште некој си одреден период. Тоа мое мислење. Зашто? Па секој ден варираат болни луѓе се зараза. Некој пат нема, некој пат има повеќе него што треба да има. По мене бар така мисла. Олабави мерките во однос на полициски час, работа на објект. Да, треба да се олабави. Ова више претеризам. Да треба да ги олабави мерките во однос на полициски час, работа на трговски след. Да, би требало мало да ги олабави. Барем уште една неделја, уште 15 на дена да се види колку ќе биде со односот на
граѓаните колку се во Македонија и зарезаните и таквото, зашто се уште ги имаме. Може би сега еве со пуштање во и на православната црква што праше и сега џамије што се пуштени, може би ќе допринесе да се појави уште поголемо. Треба да се искуши, да свие да се искуши, да се види, па после да се направи, да се олабави, иначе вакаве, мада економијата трпи, без разлика дали се кафици, дали се стопанства, дали се земјоделски задруги или економијава, меѓутоа, ипак треба да почекам, мада бе Франција и некои други земји олабавуваат, меѓутоа, да се не поучиме од нив, зашто ке нас на крај фати. Досега во Тетовско-гостиварскиот регион се евидентирани 135 лица заразени со COVID-19, повеќе од половина се веќе излечени. Кризниот штаб во Гостивари на денешниот состанок го повтори барањето за скратување на полицискиот час. Штабот исто така предлага и да се создадат услови за што поскоро отварање на летните тераси на рестораните и кафулињата. Олабавување на рестриктивните мерки и подготовка на протоколи за отворање на летните тераси на угостителските објекти. Ова се предлозите на меѓуопштинскиот кризен штаб, кој денес на состанок ја разгледуваше состојбата со коронавирусот во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше. Надлежните оценија дека ситуацијата е под контрола и е стабилна, а граѓаните генерално ги почитуваат донесените мерки и препораки. Полицискиот час во работните денови да се скрати од 23 часот до 5 наутро, по викенди да се скрати од 21 часот до 5 часот наутро и по 3 предлагаме до владата што поскоро да подготват протоколи со одредени препораки за отварање на кафичите и рестораните, односно за терасите на кафетериите и рестораните, бидејќи сметаме дека тие се мали бизниси кои што многу се битни за економијата на градот. На ова подречје досега вкупно се направени 241 тест за корона, од кои 19 биле со позитивни резултати. 13 лица се оздравени, 2 случаи имаат смртен исход, а активни болни моментално се 4 пациенти, по 2 во општините Гостивар и Маврово Ростуше. Во општина Врапчиште нема активни болни пациенти. После речиси 2 месеци, џамиите денес се отворија за своите верници. Мерките и препораките кои ги предложи ИВАЗа генерално се почитуваа. Со маски на лицата и задолжителна дезинфекција на рацете, која ја добиваа на влезовите, верниците денеска влегуваа во џамиите. Но внатре, без препорачаната дистанца од метар и половина, која барем во Тетовската шарена џамија беше невозможно да се одржи. На пладневната молитва имаше 80 на верници. Повеќе од половината се молеа внатре, останатите на терасата од џамијата. Поголема гужва се создаде по завршувањето на молењето, кога верниците ја напуштаа џамијата. Но беа предпазливи поради присуството на камери, па ги немаше оние традиционални муабетења и поздрави кои обично ги практикуваат. Сепак велатоти не се плашат од зараза, а овој ден долго го чекале. Не да биде неклањено. Бог сака да се клањаме, а не да се не клањаме. Али ја не знам што е тоа ова работа. Дали се плашите од зараза со оглед на тоа што имаше малку повеќе гужва во џамијата? Ама ево, метр со метр едно до друго и со рукавица. Кога се дава наредба дека не може, не може. Сега да се дава наредба да се може, може се. Да прави. Очекувате да се почитуваат мерките? Треба да се почитуваат. Треба да се почитуваат, да. Не се плашите евентуални зарази на ширење вака кога се собира народ? Па ние колку што можеме се чуваме. Тоа е нешто што го чекавме одамна. Со Господ напред тебе дојде и денот да го дојдеме да се клањаме во џамија. Мислите дека мерките ќе се почитуваат? Треба да се почитуваат. Тоа е потребно на сите. Дали ви е страф евентуално од зараза доколку некој не ги почитува мерките? Само Господ ништо. Слична беше состојбата и во останатите џамии низ државата, некаде со помала, некаде со поголема посетеност. Еден од верниците пак во Мустафа Пашината џамија во Скопје вели дека гужви сепак не се потребни, барем во овие моменти. 5 пати дневно се клања муслиманот. И тоа
не кажува нигде дека само џамија мора. Знаеш ситуација каква е сега? Ама не остави потез. Знаеш каква е ситуација сега? Што прашувате сега? Секој е свесен дека гужви не треба, така? Со оглед што се рамазански пости, молитви ќе има секојдневно низ џамиите, а со тоа и многу верници. Дали ова ќе значи нов ризик за ширење на коронавирусот, ќе зависи од нивната дисциплинираност и почитувањето на мерките. По првите два случаи на коронавирус на подрачјето на општина Маврово и Ростуше, во домашна изолација се наоѓаат вработени во јавното комунално предпријатие и медицински персонал од здравствениот дом во Ростуше, кои имале контакт со заболените. Откако изминатите денови беа регистрирани првите два случаи на коронавирус во општина Маврово и Ростуше, во домашна изолација се ставени 14 лица кои имале контакти со заболените. Едниот пациент е вработен во јавното комунално предпријатие Маврово, иако една недела пред да биде дијагностициран не одел на работа. Колегите со кои делел канцеларија се во изолација. И медицинскиот персонал од здравствениот дом во Ростуше кој го лекувал, исто така е изолиран дома. Кога ги добивме информациите дека е позитивен на случај, тој веќе една недела не одеше на работа, бил лекуван од неговиот матичен лекар и кога состојбата му се променила во однос на температурата, е испратен на тестирање во Гостивар и е задржан на клиниката во Гостивар и по добивањето на позитивните резултати останал уште некој ден во Гостивар и потоа е префрлен во Скопје. Веќе се епидемиолози се бидени во здравствени доми во општината и се извршени сите епидемиолошки анкети, заради тоа се и дадени тие решенија за самоизолација. Значи 4 лица од здравствениот дом има добиено решение за самоизолација, матичниот доктор, 2 сестри и лаборантот, мислам. Тие 4 лица се во самоизолација. Во врска со вториот потврден случај од оваа општина се работи за возач кој вршел јавен превоз. Во тек е подетална анализа на контактите кои ги имал овој заболен, кој инаку засега е без симптоми во домашна изолација. Во однос на вториот случај 4 лица се во самоизолација и тоа мислам дека се членовите на неговото семејство и овој тази случај, значи во саботата мислам дека се добија резултатите навечер и епидемиолози веќе се на територијата на нашата општина каде што го испитуваат сето тоа и веруваме дека ќе донесат решение и за уште многу други лица за да бидат во самоизолација. Според градоначалникот Куртовски, новата состојба не предизвикува застој во работата на јавното комунално предпријатие и здравствениот дом, кои продолжуваат со тековно извршување на обврските. На СОС линија за деца и млади на првата детска амбасада Медјаши во овој период има јавувања поврзани со проблеми настанати поради корона кризата. СОС линијата за деца и млади на првата детска амбасада Медјаши представува значаен извор за тоа што им се случува на децата во нашето општество. Оттаму велат дека неколку години наназад трендот е да се јавуваат повеќе возрастни лица за прекршување на правата на децата, а во овој период проблемите со кои се соочуваат се поврзани со состојбата во која се наоѓа нашата земја поради пандемијата со коронавирусот. Во овој период, да речам од март наваму, на почетокот имавме јавувања за барање на некаква материјална поддршка или поддршка во хуманитарна поддршка во облека, во храна, во некакви хигиенски средства од семејства кои што ги имаат изгубено работите, обично се од угостителската дејност заради настанатата ситуација. Имавме јавувања на родители на разведени родители кои што не знаеа како да се снајдат во новонастанатата ситуација со полицискиот час, особено за по однос на видувањата. Семејно наследство имаше јавувања, меѓутоа не толку колку што изјавуваат други институции, да речеме дека е зголемен бројот на пријави на семејно наследство. Не можеме ние да направиме да заклучиме дека е зголемен бројот на јавувањата во овој период. Не, барем на нашиот телефон не стигнале, имавме велам неколку случаи. И во сите случаи, значи секогаш прво го ислушуваме проблемот за што станува збор, и доколку
Сметаме дека треба да се упати на некоја надлежна институција, најчесто е тоа Центарот за социјални работи или евентуално полиција или некоја друга организација која што може да им помогне во наведениот проблем. Секогаш ги упатуваме или директно се обраќаме ние до институцијата за да слушнеме и другата страна на приказката, што е превземено и како е превземено. СОС телефонот на Медјаши е отворен во периодот од 8 до 16 часот, а на јавувањата одговара психолог, со кој што може да се поразговара. И истите јавувања остануваат во тајност. Во изминатото деноноќие само едно лице во Тетово го прекршило полицискиот час, додека два угостителски објекти на тетовското подрачје биле затекнати како работат. Следува полицискиот билтен на СВР Тетово. Едно лице во Тетово во изминатите 24 часа не ја почитувало одлуката за ограничено движење, пошто тоа било лишено од слобода и против него ќе биде изготвен соодветен поднесок за непостапување според прописите за време на епидемија. Според статистичките податоци од СВР Тетово, полициските службеници исто така евидентирале дека во овој период 10 нови лица во Тетово се во изолација со решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, додека решенија за самоизолација подпишале 36 нови лица, 21 во Тетово и 15 во Гостивар. Во овој период се контролирани 122 лица кои се со решенија за изолација и со подпишана изјава за самоизолација. А во соработка со Државниот пазарен инспекторат извршена е контрола во два угостителски објекти на тетовското подрачје, каде било констатирано дека не се почитувала одлуката на владата, односно дека тие работеле. Од страна на Државниот пазарен инспекторат ќе бидат преземени соодветните законски мерки. Исто така, во последните 24 часа 105 лица се писмено предупредени поради непочитување на наредбата за користење заштитна маска. Од билтенот на СВР Тетово информација дека вчера во полициската станица Тетово 24-годишникот Тетово пријавил декадента додека со неговиот другар 23-годишникот село Порој се движеле со патничко возило кон местото викано Бањиче. Во близина на трафостаницата застанале да ја смират расправијата која настанала помеѓу неколку други лица, при што еден од нив извадил огнено оружје и му упатил закани дека ќе го убие, додека друго лице извадило нож, но бил спречен во намерата од минувачи. Преземени се сите мерки и активности за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува и соодветен поднесок. Вчера во полицијата жителка на Тетовска Мала Речица пак пријавила злоупотреба на платежна картичка. Според пријавеното, едно лице на 7 мај од нејзината дебитна картичка во неколку наврати и одзело парични средства. Се работи на целосно расчистување и документирање на случајот, информираат од секторот за внатрешни работи Тетово. Од оваа седмица ќе биде дозволено постепено враќање на спортистите на терените, најпрво на индивидуалните спортови, а потоа и на колективните. Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција истакна дека Комисијата за заразни болести ќе препорача до владата на Македонија од оваа седмица да биде дозволено одржување на тренинзи на отворен простор во индивидуалните спортови, како што се атлетиката, тенисот и слично. Во следната фаза, односно следната седмица, ќе биде дозволен тренинг и во екипните спортови, но само на отворен простор. И во последната трета фаза ќе биде дозволено одржување на тренинзи во затворени простори, а ќе бидат отворени вежбалниците и фитнес центрите. Во оваа недела да се отворат и да се вратат во функција центрите за едукација, обука, семинари на возрастни, организација на седници на органи за управување и конференции, автошколи, испитни центри, спортски тренинзи за на отвореност за индивидуални спортови, тенис, спортски и други обложувалници преку шалтер, без угостителска дејност и затворени трговски центри, односно молови, исто така без угостителска дејност, како и центрите за рехабилитација на слух, говор и глас, кои што целосно ги спремија капацитетите. Ке повторам сега дека сето ова е согласно критериумите
за функционирање кои што ги препорача Комисијата за заразни болести, каде што мора да се сите овие субјекти придржуваат до дистанцата, носењето на заштитни материјали, одреден број на присутни во локалите, односно местата. После следењето на епидемиолошката состојба, откако ќе се вратат во функција, овие сите економски оператори следната недела во предвид да се препорача и отворање на угостителските објекти со послужување, спортските тренинзи на отворено за колективните спортови и повторно после епидемиолошката анализа и пратењето на состојбата, следната недела, после таа, игрите на среќа во казина, автомат клубови, тренинзи во затворени спортски објекти и базени. Спортот во Македонија беше суспендиран на 12 март, кога беа прекинати сите спортски надпревари и тренинзи во сите спортови. Почитувани, тука е крајот на вестите. Почитувајте ги препораките и останете со програмата на Кисименада. Пријатно!